Две политички опции, двајца кандидати, а една општина на одлучување. Аеродром влегува во втор круг, каде ВМРО, ДПМН и СДСМ ќе си ги измерат силите за градоначалничкото место во оваа скопска општина, која често важи за политички показател на расположението во главниот град. Екологијата и локалната инфраструктура преовладуваат во кампањата. И двата кандидати понудија своји решенија. Актуелниот градоначалник Дејан Митевски од ВМРО ДПМН кампањата ја води со идеја да продолжи таму каде што застана. Неговите најави вклучуваат воведување парно грење во Лисича, поставување фотоволтаици на секоја зграда и куќа, како и изградба на нов спортски центар на кеот на Вардар. Предвидува и засилување на инспекцијските служби за да се спречат нови диви депонии. На митингот одржан во општината, Митевски се заблагодари на граѓаните за довербата. Поддршката од владата и од лидерот на партијата ја истакна како клучна за понатамошниот развој на аеродром. Најави дека во следните 4 години со соработка меѓу локалното и централното ниво ќе се реализираат уште повеќе проекти со една цел – аеродром да стане уште подобро место за живење. Упати и директен повик за масовен одзив на 2 ноември, кога ќе се одржува вториот круг од локалните избори. Во наредните 4 години со поддршка на владата, со поддршка на идниот градоначалник на градот Скопје Орце Ѓоргиевски, ќе направиме уште повеќе, уште подобро и уште поубаво место за живење. Уште еднаш од срце да ви се заблагодарам за постигнатиот резултат во првиот круг, да ве повикам масовно сите да се вклучиме и на 2 ноември ВМРО ДПМН да слави уште поголема и победлива победа во аеродром. Од спротивниот табор Александар Трајановски од СДСМ вети дека ќе го врати аеродром на граѓаните преку поинаков пристап, со повеќе ефикасност, дигитализација и отчетност. Според него, општината мора да стане функционална, транспарентна и во служба на секој жител. Во својата програма Трајановски најавува реформа на јавните предпријатија, целосна дигитализација на услугите, намалување на времето за добивање документи, како и создавање онлайн платформа за директно учество на граѓаните. Ветува и јавен увид во буџетот, отворени денови со градоначалникот и советниците, како и нов дигитален систем за пријавување на проблеми и предлози. Како новитет во здравството предвидува локален парамедицински сервис заради долгото чекање на итната помош. Нашата визија за аеродром е јасна. Општина што дише чисто, живее уредно и се грижи за здравјето на своите жители. Затоа предвидуваме целосна реорганизација и заекнување на комуналните и на инспекцијските служби, како и воведување комунална полиција со широки овластувања. Таа ќе биде во служба на граѓаните, со задача да обезбеди ред, чистота и безбедност во секоја мало, на секоја улица. Во нашиот план предвидуваме редовно одржување на јавната хигиена и проширување на зелените површини. Вториот круг во аеродром ќе покаже дали граѓаните сакаат континуитет и продолжување на веќе започнатите проекти или ќе дадат шанса за нов почеток со поинаков пристап. Во првиот круг со предност влегува Дејан Митевски, кој освои 49,11% од гласовите. Неговиот против кандидат Александар Трајановски освои 20,78% од гласовите во општината.